Тара. Шарик Тара е турски милиардер кој ја основал фирмата Енка со сади Ѓулчелик во 1957 година. Роден е во Скопје 1942 како 12-годишник имигрирал во Турција. Шарик Тара е основач на најголемата турска градежна компанија Енка, со која сега управува неговиот син Синан, исто така милиардер. Таа поседува деловни простории, хотел и трговски центар во Москва, како и 63 супермаркети, хипермаркети и трговски центри низ Русија. Енка е исто така позната како изведувач на амбасади на САД во Доминиканската република, Екваторската Гвинеја, Холандија, Индија, Парагвај, Русија, Шри-Ланка, Џибути, Непал, Босна и Херцеговина и Авганистан. Во 2006 година Советот на град Скопје го прогласил Шарик Тара за почесен граѓанин на Скопје. Шаховски турнири средба на солидарноста. Како одбележување на катастрофалниот скопски земјотрес во 1963 година, се одиграле и познатите 6 турнири средба на солидарноста. На првиот турнир во 1967 во Скопје, Крушево и во Охрид настапил и победил американецот Роберт Фишер со 13,5 поени од можни 17. Најуспешен македонец бил Јован Сафриевски, 11 со 8 поени. Борче Илиевски пак направил голем подвиг ремизирајќи токму со Фишер. Вториот турнир се одржал во 1968 во Скопје и во Охрид, а славел унгарецот Лајош Кортиш. Во 1969 во Скопје првото место го поделиле чехот Властимир Хорт и србинот Милан Матуловиќ. На четвртиот турнир во Скопје во 1970 победиле русите Марк Темјанов и Евгени Васијуков. На петиот во Скопје во 1971 славел русинот Лав Полугаевски и на последниот во 1976 во Скопје прв бил русинот Анатолий Карпов. Истакнатиот Димче Илиевски го постигнал најголемиот успех на еден македонец на овие 6 турнири, освојувајќи го петтото место на петтиот турнир. Најмногу учества пак сите 6 имале Јован Софриевски и Ристо Ничевски. Шекеринови. На улицата Крал Петар се наоѓала куќата на браќата Шекеринови. Во периодот кога се купувало или се градел голем имот, честопати тоа се правело ортачки. Ортачката куќа на Шекеринови и Караджа била на местото Корзо. Таа имала визба, приземје со дуќани и 2 ката за живење. Дуќаните се издавале под наем. Во 30-тите години на 20-тиот век тука имало сладкарница Европа, една помала антикварница Галик, берберница и колонијален дуќан. На катовите имало по 2 апартмана за живење, а секој од нив имал по 5 простории, односно трпезарија, кујна и 3 одаи, од кои едната била гостинска, потоа спалната и детската соба. Во секој апартман имало бања и нужник. Браќата Никола, Коце, Страхил и Борис Шекеринови имале своја трговска фирма Браќа Шекеринови, која тргувала со преработена кожа. Нивниот дуќан се наоѓал на местото каде што денес е стоковната куќа Илинден. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расу тесни.